Добро вечер, почитувани. Следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Ке се постигнали консензус во собранието за македонските граѓани на следните избори гласаат по нов изборен законник. Нов закон за јавно обвинителство и за судски совет. Само шминка или вистински реформи во органите за право раздавање. За одлуката да се прекине истрагата за мазутот на обвинителството, но и за сите судски одлуки на сите актуелни предмети. Во за или против говориме со заменик министерот за правда Ален Деребан. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и ви благодарам на можноста да гостувам во оваа емисија. Ке започнеме со наактуелното. Пред 2 дена обвинителството за гонење организиран криминал и корупција ја прекина истрагата за мазутот, во која обвинети осомничени беа и екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој е во бегство. Министерот побара да се провери ова запирање на истрагата, ИСМ најави жалба. Како правда гледа на ова запирање на истрагата од ОЈОГ? Видете, како извршна власт, како носители на функција во извршната власт, можеби би било во дел некоректно да коментираме било какви одлуки, за да не бидеме сватени дека ги нарушуваме принципите на поделба на власта или влијаеме како извршна власт врз судската власт. Меѓутоа, како правник, морам да кажам дека сме вчудо невидени од ваквите случувања последни во правосудниот систем, особено во обвинителството и несериозниот пристап кон овие предмети за кои има сериозни индици за постоење на одредени коруптивни и кривични дела. Секако, согласно одредбите од Законот за кривична постапка, оштетеното правно лице има право на жалба, односно приговор, во зависност дали обвинителството донесло наредба за запирање на кривичната постапка или решение за отфрлање на кривичната постапка до повисокото висше јавно обвинителство. Очекувам дека оштетеното правно лице ќе поднесе правен лек против ваквата одлука и очекувам дека повисокото обвинителство сериозно ќе пристапи кон разгледување на доказите кои што постојат во овој предмет. Секако обвинителството мора да постапува врз основа на доказите и материјалните закони, а не во интерес на одредени моќници или личности како во конкретниот случај. Мора обвинителството да врати довербата на граѓаните во правосудниот систем. Немаме друга опција, мора да се воспостави еден принцип на одговорност. Така, знаете зашто? Затоа што МВР согледала криминал од 167 милиони. Тоа е огромна штета на државниот буџет и го имаме после година и извесен период, околу година дена, обвинителството не гледа ништо спорно. Јас не викам дека обвинителката можеби сгрешила, но сепак остава простор за сомнеш за некакво влијание. Премиерот го посочи Исламабази. Кој е ставот за шефот на ОЈОГ? Не можам да кажам да коментирам конкретни докази за кои што јас не располагам, меѓутоа од информациите кои што беа достапни во јавноста во изминатиот период, очигледно станува збор за конкретни докази од кои може да се докаже одредено кривично дело. Тоа произлегува и од одлуката претходна на обвинителката да бара изрекување на мерка притвор и други мерки на предпазливост. Нејасна ми е после такви преземени действија да се донесе наредба за запирање на кривичната постапка и во овој случај, доколку така заврши овој предмет, на крај тие кои биле осомничени да се јават како оштетени и државата да треба да им надомести одредени материјални и нематеријални штети, што е во најмала рака скандалозно. И покрај изјавите на обвинителството дека огромни средства на пари биле потрошени за прибирање на одредени докази, вештачења и други постапувања. Така, на тема обвинителство и судство ќе продолжиме понатаму во емисијата, сега го отвараме изборниот законник. Почна работната група со работа, присуствуваше и опозицијската СДСМ, меѓутоа не и на последните 2 средби. Што се случува? Па знаете дека Министерството за правда формира работна група која што треба да работи на реформите во изборните процеси, во изборниот закон и во конкретно. Во работната група членуваат представници од сите парламентарни групи, независни пратеници. На првата конститутивна седница на работната група едногласно беше донесена одлука министерот за правда Игор Филков
да председава со ова работно тело. Беа одржани неколку работни состаноци на таа група. Последниот беше, колку што се сеќавам, во понеделникот оваа недела. На седниците на работната група се работи на имплементација на препораките од ОДИХР и ОПСЕ. Подидовна основа за работа на работната група е измените на изборниот закони кои што беа изработени во Министерството за правда во јуни 25 година врз основа на препораките од ОДИХР и ОПСЕ од 24 година. Тие добија позитивно мислење од ОДИХР и ОПСЕ, меѓутоа беа дадени забелешки дека во предвид треба да се имаат сите препораки во 15 години наназад изборните циклуси кои биле во Република Македонија, не само последните од 24 година. Тие препораки во дел се преклопуваат, добар дел се однесуваат на потреба од уставни измени, меѓутоа во моментов на тоа работи работната група. Факт е дека за донесување на овој закон ни треба општ консензус од сите политички партии. Таква е регулативата, таков е деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, каде што постои опасност од блокирање на овој закон, доколку одредена пратеничка група користи некои механизми како филибастеринг или што е предвидено и во, мислам, член 165 став 3 од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Зошто СДСМ не е задоволна нешто, не беа имплементирани некои нивни барања или? Не дека СДСМ учествуваше на почетокот, како и останатите пратенички групи. Ние како правда немаме добиено официјален допис ниту за причините, ниту за намерата да ја напуштат работната група. Меѓутоа, напуштање на еден процес кој што треба да ни обезбеди фер и демократски избори е директна повреда на демократските принципи пред се, но и на интересите на граѓаните, на државата, на институциите, и е многу несериозна работа од нивна страна, на која што ќе треба да ценат граѓаните на наредните избори. Меѓутоа, причините можат да измислат безброј причини, а реалните причини, кои што сметам дека се вистините, е тоа дека ја реализираат нивната намера за обструирање, односно за блокирање на реформските процеси и реформските закони, од кои зависи европската интеграција на оваа држава. Во услови кога тие 7 години не донесли никаков реформски закон и никакви реформи, единствено нешто што прават сега е блокирање на реформските процеси. Истото тоа го видовме и со законот за Советот на јавни обвинители, кој што беше донесен неодамна во Собранието на Република Македонија. Во амандманската постапка при второто читање на законот им беа прифатени буквално амандмани кои требаше да се прифатат и кои не требаше да се прифатат за да бидеме конструктивни. Иако не ни треба толкаво мнозинство за да мора да гласаат. Меѓутоа, за да им кажеме дека ние сме конструктивна власт и ги слушаме и нивните мислења. Имаше суштински амандмани кои им беа прифатени, меѓутоа имаше и амандмани кои што беа спротивни на уставот и не им беа прифатени. На крај на гласањето во собрание се произнесува дека нема да гласат затоа што не им биле прифатени 2 амандмани. Само 2 амандмани не биле прифатени и поради тоа нема да го гласале законот, од кој едниот амандман не е уставен, а со другиот бара сите обвинители да се бираат со двотретинско мнозинство, што во пракса може да ни створи многу сериозни проблеми, односно може да бидеме во ситуација доведени со такво мнозинство да не може да се изберат обвинители од страна на Советот на јавни обвинители во основните јавни обвинителства. И тие два банални причини ги наведоа како реална причина за да гласаат против реформски закон. Ќе ве навратам на изборниот законник. Што од досегашните барања на особено помалите политички партии, една изборна единица, финансирањето и така натаму е прифатено и веќе се работи на имплементирање во новиот изборен законник. Очигледно дека ќе биде нов, бидејќи првично беа измени, меѓутоа ќе се оди веројатно и на целосна промена на изборниот законник. Во зависност од одредбите кои што ќе се менуваат, ако е над 1/3 ќе се пристапи кон изработка на нов изборен законник, што и очекувам да биде, затоа што изборниот законник има претрпено десеттици и десеттици промени и со тоа се нарушува правната сигурност. Не гледам пречка зашто да не се донесе нов изборен законник по однос на барањата на одредени политички партии кои лифревуваа во јавноста. Има дел кои што можеби се прифатливи, за да кажав, мора
целосен консензус да донесеме, да имаме за да го донесеме изборниот законник, меѓутоа има повторно некои кои задираат во уставот, особено по однос на изјавите за бројот намалување на бројот на пратеници. Во уставот на Република Македонија е наведено дека собранието брои 120 до 140 пратеници кои што се избираат на општи непосредни избори со тајно гласање. Значи тој број мора да се движи во тие граници. За промена намалување на бројот на пратеници нас ни е потребно да го измениме уставот. По однос на другите измени се уште се разговара, но очекувам дека ќе се интензивира дополнително работата и кога ќе се постигне политички консензус, ние ќе излеземе со конечниот текст на изборниот законник, кој што ќе биде пратен подоцна дали директно. Ке потрае ова? За колку време треба? Според реформската агенда, крајниот рок е јуни оваа година. Поради тие причини, доколку има желба, има воља кај политичките партии, не гледам пречка зашто да не биде изработен новиот текст на законот и во тој период доставен во собраниска процедура. Така, веќе го начнавме и новиот закон за јавно обвинителство. До каде е постапката за него? Новиот закон за јавно обвинителство, изработката на тој закон започна во ноември 24 година. Во изработката на законот беше вклучена академската фела, обвинителството, судството, извршната власт, граѓанските здруженија и меѓународните партнери. Опозицијата ве обвини дека законот си го правите на своја рака, не сте ги вклучиле доволно. Барем такви беа тврдењата на Ана Чуковска во собранието. Не е точно дека не сме ги вклучиле, затоа што партиски не се работи на овој закон, туку се работи од страна на експерти, академската фела, експерти од областа и истиот беше под бурен надзор над експерти од Европската Унија, беше пратен на мислење до Венецијанската комисија, доби позитивно мислење со одредени забелешки кои што дополнително беа имплементирани, ги помина владините процедури, беше во собраниска процедура во прво читање пред комисиите потребата за донесување на законот, ги помина и амандманските процедури, добар дел од амандманите беа префатени од различни пратенички групи, вклучувајќи и од пратеничката група од СДСМ, беа одбиени и од амандмани од различни пратенички групи, дури и од пратеничките групи од власта, меѓутоа за тоа донесе одлука самите пратеници после образложување на амандманите и причините за нивно прифаќање или неприфаќање. Законот е на второ читање во собрание, имате во предвид дека станува збор за двотретински закон со кој се регулира постапката и надлежностите на јавното обвинителство. Секако дека очекувам да го промени ставот СДСМ, очекувам да се врати и во работата на работната група на изборниот законник, очекувам и да гласа за овие реформски закони, затоа што тие се во интерес, кажав, и на граѓаните и на државата. Во спротивно, блокирање на овие процеси е директна штета на евроинтеграциите на земјата, директна штета на граѓаните, но и штета на нив како политичка партија. Што предвидува новиот закон за јавно обвинителство? Знам дека има промена во однос на изборот и разрешувањето на републичкиот јавен обвинител. Можеби требаше да се почека новиот јавен обвинител да биде избран по овој закон или сепак немаше простор толку долго да се чека? Новиот закон за јавно обвинителство предвидува доуредување на процедурата на избор на јавниот обвинител. Се вклучува поголема транспарентност во начинот на негов избор и многу поголема одговорност, со што низ една транспарентна постапка ќе се придонесе најдобрите кандидати да бидат избрани за јавен обвинител на Република Македонија. Се предвидува и поголема одговорност на јавните обвинители, се зачува нивната самостојност и се предвидува еден минимален буџет кој што не смее да биде под таа ставка на буџетот на јавното обвинителство, односно 0,4% од даночните приходи, но не значи дека буџетот може да биде над таа ставка и се предвидува самостојност и независност во располагањето со буџетот од страна на јавното обвинителство. По однос на прашањето дали требало да почекаме донесување на новиот закон за да се избере нов јавен обвинител, сакам да нагласам дека станува збор за два сосеми различни процеси. Кажав дека донесување на законот за јавното обвинителство е дел од реформската агенда и започна во 24 година. Тој процес ќе трае и трае. Не е врзан со процесот за разрешување на јавниот обвинител, кој беше инициран од страна на владата поради одредени незаконитости, пропуски и недозволени постапувања од претходниот јавен обвинител и резултираше со оставка на тој јавен обвинител. Да. Ние не можеме да чекаме за пополнување на таа толку важна функција во правосудството, донесување на овој закон кој кажав и напоменав дека е двотретински
закон. Ќе ја врати ли Савески довербата во обвинителството? Сите очекуваме да врати довербата во обвинителството, особено после последните случувања, кога на тест се става целото обвинителство и целото правосудство во државата. На конкурсот за избор на јавен обвинител можеа да се пријават сите кандидати, меѓу кои беше Ненад Савески, кој што ги исполнуваше законските услови врз основа на биографиите, врз основа на мислењето од Советот на јавни обвинители, врз основа на останатата пропратна документација. Ние бевме и сме на став дека овој јавен обвинител може да биде ревносен застапник и борец против корупцијата и криминалот во државата. Знаете зашто ве прашувам? Затоа што во изминатиот период имаше неколку одлуки на обвинителството кои наидоа на големо разочарување кај јавноста, меѓу кои е кухниот притвор за Артан Гаруби. Се смени, тогаш беше ВД обвинителка Анита Иселовска, а сега имаме нов државен јавен обвинител. Знам дека не е ваше да се мешате, но мислите дека треба да се преиспита оваа одлука? Во јавното обвинителство основни принципи на кои функционира и хиерархија и субординација. Меѓутоа, тоа не може да наруши самостојноста на јавните обвинители во одлучувањето. Кажав неколку пати дека како носител на функција во извршна власт, доколку ги коментирам ваквите одлуки, можеби погрешно ќе бидам сфатен и истите коментари можат дури да бидат користени во одредени апликации пред Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, да, очекувам дека треба да се преиспитаат тие одлуки. И не само тоа, не станува збор за се уште не започнати процеси, во одредени случаи имаме и се уште не поднесени обвиненија или произнесување на јавното обвинителство со јавно обвинителски одлуки, меѓутоа да, очекувам пред се одговорност, затоа што без одговорност не можеме да имаме право, не можеме да имаме правда и не можеме да градиме држава. А конкретно таа одговорност во моментов ја презеде Ненад Савески, затоа што со самото преземање на таа функција со себе преземате и огромна одговорност према граѓаните на Република Македонија. Така, ама одговорност имаат или треба да имаат и другите обвинители кои работат на сите, особено актуелни случаи за јавноста, важни, особено тие од висока корупција и криминал. И по однос на тие предмети, но и по однос на другите предмети, по однос на сите предмети, обвинителите треба да сносат одговорност, но не пред извршната власт, туку пред Советот на јавните обвинители. Дали тоа го предвидува новиот закон? Секако ги предвидува и ги прецизира сите основи за поведување на дисциплинска постапка против јавните обвинители и ги предвидува јасни рокови за постапување по дисциплинската постапка за нивна одговорност, за да се напуштат недоследностите од примена на претходниот закон, кога дисциплинските постапки против јавните обвинители траја до недоглед со години, со што се намалува и ефикасноста на јавното обвинителство. Така, имаше нов закон и за судскиот совет, изгласан лани во декември, последните денови практично од декември. Што таму треба да се промени? Еве, видовме за, можам да кажам слободно, дека одлична е измената во однос на спроведување јавни интервјуа со кандидатите за председатели на судовите во Македонија, што и остава простор и на јавноста и на новинарите одблиско да се запознаат какви луѓе председаваат, односно управуваат со судовите во Македонија. Кои други измени беа воведени? Во појдовна основа за измени и дополнување на законот на судскиот совет, со што на крај беше донесен нов закон заради бројот на измените кои што беа во законското решение, беа препораките од оценската мисија. Голем дел препораки и по однос на овој закон се однесуваа на уставни измени, од причина што судскиот совет е уставна категорија. Особено важни измените се по однос на зголемување на критериумите за избор на членовите на судскиот совет и од делот на судските и од дел на несудските членови, но и зголемување на транспарентноста, како што кажавте, во постапката за избор. Ова се однесува на и особено на членовите на судскиот совет кои се избираат преку и од собранието. Така, се воведува и цензус, се воведува и цензус при избор на членовите на судскиот совет од делот на судиите, при што за да биде избран мора да излегле најмалку половина од вкупниот број судии во апелационото подрачје, од кои мнозинство треба да гласаат за конкретниот член на судскиот совет, за да не се доведе во ситуација да биде избран член на судскиот совет кој што не ужива поддршката од колегите судии во конкретното апелационо подрачје. По однос на
Изборот на членовите од делот на собранието се воведе на Имаше многу реакции и во минатото за тој истакнат правник, зашто погрешно се толкува на фразата кога истакната правник е истакнат правник, а не партиски послушник, како што имавме неколку членови кои што им заврши мандатот оваа или минатата година. Имаше голем дел на ставови дека тој термин треба да се напушти од Законот за судски совет, меѓутоа треба да ни е јасно дека Уставот го предвидува тој термин. И не беше доволно прецизиран, јасно, што довездуваше одредени манипулации при избор на членови на судскиот совет и различни толкувања на законот, затоа што секој би можел да биде третиран како истакнат правник. Новиот закон го прецизира токму овој термин, се предвидува дека под истакнат правник се подразбира дипломиран правник со со работно искуство поголемо од 15 години после положување на правосудниот испит или универзитетски професор по право со работно искуство од над 7 години во областа на правната професија во научно-наставната дејност. Се предвидува дека треба да биде докажан во делот на научна или професионална правна работа од областа на правосудството, јавно истакнат во делот на заштита на човековите права, владење на правото и независноста на судството, се наведува дека не смее да биде осуден на било каква осуда за злоупотреба на службена положба и овластување или за било какво дело на ефективна казна затвор над 6 месеци, се побарува интегритет, уживање на углед во фелата, заради што е потребно да достави 3 препораки, најмалку 3 препораки од уставни суди, меѓународни суди, професори по право, универзитетски професори, истакнати правници со над 15 години стаж после положување на правосудниот испит, од кои 2 од неговата област од неговата професија. Така, со што се прецизира, да, меѓутоа она што е многу значајно е измената на целата постапка во изборот на овие членови. Комисијата за избор и наименување формира работна група. Во работната група членува еден представник од позицијата, еден од опозицијата, од пратениците, еден представник од адвокатската комора, од Сдруженијето на суди, еден представник од Сдруженијата на граѓани. Се воведува јавната расправа, при што треба да ги презентираат своите програми, работа, визија за функционирањето на советот. Таа јавна расправа учествуваат медиуми, граѓански сектор, коморите, Сдруженијата на суди кои што можат да поставуваат прашање и тие седници на јавни расправи се емитуваат јавно на собранискиот канал, при што се формира една преелиминарна листа од која собранието треба да го изврши изборот на член на советот. Така, нов кривичен законник. Ќе се случи ли некогаш? Мора да се случи новиот кривичен законник. Стариот сега важечкиот кривичен законник е донесен дури во 96-та година. Ниедна влада досега не најде храброст да донесе нов кривичен законник, бидејќи станува збор за комплексна материја. Кривичниот законник се работи доста долго на кривичниот законник. Беше направена една прелиминарна верзија, првична верзија, која што беше предмет на ревизија од страна на работната група. Во меѓувреме, после изработка на верзијата, на сила стапаја нови европски директиви на Европската унија и една предлог директива, односно директивата за заштита на животната средина, екокрајм, директивата за заштита од семејно насилство и насилство врз жените, директивата за поврат на средства и конфискација и предлог директивата која што во иднина ќе биде донесена за борба против корупцијата. Сите европски законодавства треба да ги имплементираат овие директиви, исто и ние во моментов се работи на тоа. После изработка на финалната верзија, истата мора да биде доставена на мислење до Европската комисија, па откако ќе ги добиеме нивните препораки, мислења, забелешки, повторно работната група ќе треба да ги разгледа, па да се започне со донесување на новиот закон. Беа донесени годинава, односно беа коригирани тие скандалозни измени, како што ги нарекува власта во 2023, односно намалени драстично казните за висок криминал и корупција, односно за функционерите кои не го почитуваат законот. Дали актуелните измени ќе послужат додека биде донесен новиот изборен законник во смисла на построго казнување и на високи функционери кои што и беа фатени изминатиот период? Ќе ги отвориме тие прашања. Измените на кривичниот законник од 23-та година
предизвика намалување на кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и злосторничко здружување, значително намалување на казните и декриминализација на злоупотребата на службената положба и овластување при вршење на јавни набавки од средства на државниот буџет, од јавните фондови, и тоа со нелегитимна цел за која за жал претходната власт успеа, тоа е да застарат кривичното гонење за нивните функционери кои што беа затекнати при вршење на одредени кривични дела. Уставниот суд по иницијатива против тие измени поведе постапка, при што донесе интерпретативна одлука која што ја достави до Собранието на Република Македонија, во која му определи рок до декември да ги коригира тие измени, затоа што доколку Уставниот суд донесеше одлука за укинување или поништување на тие законски измени, ќе настанеше правна празнина. Уставниот суд може да ги укине или поништи, меѓутоа не може да ги врати старите одредби. И во тој случај ќе се случеше катастрофа со примена на начелото за задолжителна примена на поблаг закон, ќе беа амнестирани од одговорност сите оние кои што се гонат за тој кривични дела, поради што пратениците преку Собранието донеса измени на тој кривичен законник со што ја заострија казнената политика по однос на овие кривични дела и ја вратија злоупотребата при вршење на јавните набавки како кривично дело, меѓутоа тие законски измени беа донесени со цел да не настанат штетните последици, затоа што тие се ненадоместливи. И сето тоа ќе се надмине со донесување на новиот кривичен законник, кој што мора да знаете дека мора да има одложено дејство, односно вакатио легис, затоа што граѓаните треба да се запознаат со содржината на тој закон, со нови казнени дела, кривични дела и да имаат период кога ќе се навикнат, кога ќе се запознаат дека треба да ги почитуваат. Така. Тука правиме кратка пауза за реклами, но по рекламите ги отвараме темите и за актуелните уапсени функционери фатени во мито и корупција. Останете на Алфа. Добро дојдовте назад, следите за Или против на Алфа. Вечерва во студиото мој гостин е заменик министерот за правда Ален Деребан. Министре, изминатиот период беа уапсени и актуелни функционери, особено акции големи имаше во Министерството за земјоделство, со ИПАРД фондовите и платежната агенција, судење кое почна. Власта тврди дека со ваквите постапувања сака да укаже дека никој нема да биде поштеден од прекршувањето на законите. На некој начин ќе придонесе ли тоа во враќање на довербата од граѓаните во правосудството? Апсолутно никој не смее да биде поштеден од одговорност за делата кои што ги извршил, доколку истите се кривични и казнени дела, без разлика на која политичка партија припаѓа, без разлика на неговиот општествен, економски, социјален, етнички, било каков статус во општеството. Правдата мора да биде неселективна и секој оној кој што се огрешил пред законот мора да одговара. Само на тој начин можеме да ја вратиме довербата на граѓаните во правосудството. Така, меѓутоа имаме и првата пресуда за по признание за вина за ИПАРД фондовите од 10 месеци затвор за службеничка која што работела во Министерството за земјоделство и практично направила паралелен систем како да се избегнат законите за екс-министерот, според обвинителството, екс-министерот да ги добие незаконски парите од европските пари од ИПАРД фондовите. Дали 10 месеци казна за кривично дело кое предвидува казна затвор од 1 до 10 години е мала и не придонесува за тоа враќање на доверба? Висината на санкцијата определува судот, врз основа на доказите со кои што располага и врз основа на законот. Пресудите се носат врз основа на докази. За конкретни предмети јас не можам да разговарам од причина што не располагам со доказите врз основа на кои што судот ја донесол пресудата. Во секој случај, јавноста не е задоволна, граѓаните не се задоволни од висината на кривичната санкција, од она што можам да го забележам во коментарите. Меѓутоа, тоа е одлука на судечкиот судија и таа е првостепена пресуда, колку што сум информиран од јавноста, од медиумите, и предпоставувам можеби дека обвинителство ќе одлучи да поднесе жалба до апелациониот суд по однос на висината на кривичната санкција. Така, јавноста не е задоволна ниту со пуштањето на слобода на екс-врховниот судија Наке Ѓоргиев, кој што помина половина од казната во затвор.
од минатата година е во полуотворена оделенија, а од јули годинава излегува на слобода. Беше фатен во корупција и апелацискиот судија Ѓоко Ристов. Значи многу коруптивни случаи беа откриени во судството, меѓутоа казните не се во рамките на она што очекува јавноста и граѓаните. По акција на Министерството за внатрешни работи, уште на почетокот на преземањето на оваа власт, беше затекнато конкретното лице при извршување на кривичното дело, примање награда за незаконско влијание. Станува збор за врховен судија, највисока судиска функција во највисокиот суд во државата. За тоа кривично дело е предвидена казна затвор до 10 години, меѓутоа беше склучена судска спогодба, за која согласност даде и претходниот републички јавен обвинител. Такви се прописите, такви се упатствата, задолжителните упатства за работа на јавно обвинителство во однос на конкретните кривични дела, и тоа е огромен скандал, затоа што разбирам таква висина на пресуда да има некој службеник во јавно предпријатие, во одредено јавно предпријатие во некоја општина, меѓутоа врховен судија за такво кривично дело да добие толку мала кривична санкција, и тоа со спогодување, без при тоа да се пристапи кон поднесување обвинение, кој изведување на докази од кои што може ќе произлезат и други поврзани личности и високи правосудни носители на високи правосудни функции. Уште поскандалозна одлуката за условен отпуст, после издржување на една половина од казната, му беше определен условен отпуст, и со таквите пресуди, со таквите одлуки испраќаме погрешна порака и кон оние кои што се чесни суди, кои што судат, мора да има одговорност, и токму плафонот највисоката кривична санкција и повисоките кривични санкции се предвидени за вакви случаи. И не треба да се случува да се дозволуваат склучување на такви спогодби, и во тие случаи обвинителството, наместо да ги гони сторителите на кривични дела, на криминал, за жал се става во улога на нивни бранител. Така, знаете зашто ова беше скандалозен случај, особено ако се има предвид дека беше вмешан и Иџет Мемети, поранешен функционер на повеќе клучни државни функции, особено што посредувале за предметот на поранешниот градоначалник на Ново село Боро Стојчев, познат во јавноста како Боро Малборо. Друг ваков и случај со посредување и Ѓоко Ристов. За него е поднесено обвинение откако Фехми Стафа, поранешен државен обвинител, се спогоди исто така за... Не би сакал повторно да коментирам, затоа што станува збор за активен процес, активен предмет, да почекаме да видиме каква одлука ќе донесе судот. Колку председателот на Кривичниот суд може да го стегне обрачот за заострена казнена политика во овој дел, особено кога станува збор за високи функционери, висок криминал и корупција? Надлежноста на председателот на Кривичниот суд е во делот пред се на ефикасноста на постапувањето по предметите и менаџирање со работата на судот. По однос, секој судија е самостоен при одлучувањето во конкретен предмет врз основа на доказите кои што се изведени во текот на постапка. Имаме двајца кандидати за председател на Скопскиот кривичен суд. Мала заинтересираност кога судството кубури со доверба и со кадар. Имате фаворит? Не, апсолутно не. Ниту имам фаворит, ниту имам надлежност да се мешам во таа работа, ниту пак извршната власт има надлежност да се меша во таа работа. Можеби малата заинтересираност поради притисокот на јавноста во правосудството и интересот во одредени одлуки и предмети кои што пред се водат пред Кривичниот суд како највисок првостепен суд и најголем суд во државата. Да, во државата. Меѓутоа, исклучива надлежност при избор на председател на Кривичниот суд има судскиот совет. Од информациите кои што се достапни на јавноста, видовме дека во финална фаза е постапката за избор, дека јавно и транспарентно судскиот совет има возможи да ги презентираат програмите и визијата за работата на судот. Се надевам дека ќе донесе правилна одлука врз основа на интегритетот, критериумите, професионалните критериуми и постапување на двајцата кандидати. Така, и сега и двајцата кандидати во своето интервју практично пред судскиот совет кажаа дека има проблем со доставата на притвореници и затвореници. Затворската полиција под надлежност на Министерството за правда.
што ќе се направи во тој дел ако се има предвид дека затворите располагаат со особено многу мал број функционални возила за спроводи? Ја споменавте затворската полиција, да, има недостаток на таков кадар, меѓутоа поради тие причини, согласно годишниот план за вработување, управата за извршување на санкции во декември минатата година вработи, колку што се сеќавам, 84 нови затворски полицајци во казнено-поправните установи. И мислам дека 13 лица вработи во секторот за ресоциализација и рехабилитација. По однос на актуелно мислам дека има оглас за вработување на 28 затворски полицајци во казнено-поправниот дом во Идризово. Меѓутоа, имаме сериозни проблеми во функционирањето на затворскиот систем. Тие проблеми не се од сега, тие се со децении наназад. Кажавте дека имаме проблем со спроводот, односно има недостаток на специјализирани возила за овозможување на спровод, особено на обвинетите во постапките, лицата кои што издржуваат казна затвор и притвор. Во таа насока, спрема информациите кои што ги добиваме од директорите на затворите, имаме недостаток на околу 30 специјализирани комбиња за организирање спровод и тоа е причина во одредени случаи за одлагање на некои кривични предмети. Се работи на изнаоѓање решение, не можеме во толку краток период да ги надминеме сите проблеми. Сериозно пристапуваме кон надоградување на затворскиот систем и условите во затворските системи. Да, во теки после 8 години продолжи проектот за реконструкција на казнено-поправните установи. Во тек е тендерска постапка за избор на изведувач за изградба на нова инфраструктура во Идризово. Така. Затворско оделение, притворско оделение и друга инфраструктура која што е во износ од околу 40 милиони евра. Истото се финансира во соработка со Банката за развој при Советот на Европа. Тие големи инвестиции сигурно ќе придонесат кон подобрување на условите во затворот и надминување на недоволната инфраструктура и пренатрупаноста во затворите. Од минатата година, после 3 години, се стави во функција судницата во Идризово и сега веќе кривичниот суд и другите судови можат да одржуваат рочишта во таа судница и во континуитет закажуваат судења во таа судница во Идризово, со што се надминува во дел тој проблем околу спроводот на осудените лица до судот. Новото оделение и притворско и затворско во Идризово видно ќе го намали и ќе го забрза процесот на одржување рочишта, особено ако се има предвид и користењето на судницата таму. Се наметнува прашањето што се чекало до сега? Не знам што се чекало, ама очигледно 8 години имало 8 години некаде целосен застој и поради тие причини државата трпи одредена штета во однос на висината на материјалите, градежните материјали, висината на вредноста на инвестицијата која што 7 години не е ни мрднато со прст за да се реализира. Така и директорот на управата за извршување санкции постојано посочува дека државата многу ги чини од издржувањето на затворениците, односно обезбедувањето на сите услови. Не само што ја чини државата, туку да бидеме реални, имаме нехумани услови во затворите и без разлика што станува збор за осудени лица, тие мора да ги имат основните услови и услови за нормално живење. Се планира ли нешто вложување дополнително од страна на владата преку Министерството за правда? Постојано се вложува, се реконструираат и одредени крила во затворите, тоа е во исклучива надлежност, како што кажавте, на управата за извршување на санкции, кој што е орган во состав на Министерството за правда. Екстрадиции. Имаме еден лидер на криминална банда од Грчец во Дубај, побарана е негова екстрадиција. Има ли некаков одговор, особено по информациите пред извесен период во медиумите, дека бил уапсен па пуштен на слобода? Вака, кога зборуваме за екстрадициите, морам да нагласам дека се добива впечаток кај народот, кај граѓаните, дека оние лица кои што се недостапни за органите на правдата не може да бидат процесуирани пред правосудниот систем во државата, меѓутоа тој впечаток не е таков, а се добива од
овие лица кои што се интересни за јавноста и постојано вртат, кружат во медиумите. Меѓутоа, морам да ви кажам дека ние како Министерство за правда неделно работиме околу 1 до 2 предмети за екстрадиција, а годишно околу 200 предмети. Во конкретниот случај, според статистичките информации кои што ги прибавив непосредно пред оваа емисија, имаме во минатата 25-та година, мислам дека нешто над 300 предмети барања за екстрадиција, од кои што 101 било дозволено барање, 57 се одбиени, а другите се активни и по истите се постапува. Одбивањето на екстрадициите во главно е поради лошите услови во затворите, како што споменав, и поради ниските казни, ефективна казна затвор која што им останува за отслужување на осудените лица за кои што се бара екстрадиција. Да, за конкретното лице започната е постапка за екстрадиција, меѓутоа не можам да кажам други детали во интерес на постапката. Не се работи за политички интерес кога станува збор за екстрадиција? Не се работи. Ние со таа држава имаме соработка и во минатото, така што екстрадирала не други конкретно лица. Генерално за екстрадициите во Македонија. Не, има во одредени ситуации има и политички и правни пречки кои што спречуваат да се реализира екстрадицијата. Ние мора да се водиме врз основа на меѓународните стандарди, правила и конвенции. Васко Ковачевски не е лоциран се уште каде се наоѓа за да побарате екстрадиција. Точно, Прпари Баерами. Во оној момент кога ќе биде лоциран или ќе бидеме известени во државата во која ќе е лишен од слобода, ние ќе ги преземеме сите действија. Што се случува со екстрадицијата од Косово за обвинетите осудените за Смилковското езеро? Во конкретното предмет неколку пати како Министерство за правда имаме барано екстрадиција и истите неколку пати беа одбиени од причина што со едно неосновано образложение дека биле судени во отсуство и поради нивната етничка припадност. Добро, но може да побараат повторено судење? Не, точно. Не е затоа не е тој основ, момент. затоа што законот за кривична постапка не само што им дава правото кој е обврска на судот да им дозволи доколку побараат повторување на постапката ако бидат судени во отсуство, во моментов има активна постапка за екстрадиција за конкретните лица и повторно ќе кажам, не би било коректно да изнесувам детали околу таа постапка во интерес на позитивна завршница на истата. Така, ќе се навратиме на судството. Постојано и во минатото се споменуваше ветинка на судиите. Колку размислува Министерството за правда на таков чекор? Имаме успешни и неуспешни приказни од ветингот. Дали може би ќе биде некоја коренита реформа во правосудниот систем, доколку се спроба? Во моментов не размислуваме за таква радикална преземање на радикални мерки како ветингот, од причина што нагласивме дека донесовме и нови реформски закони како Законот за судскиот совет, Закон за совет на јавни обвинители, во нив имаме јасна постапка за одговорност на судиите и обвинителите. Потребно е само да се имплементира таа постапка, односно доследно почитување од страна на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Мислам дека и со реформирање и департизирање на овие независни судско-обвинителско тела, дека ќе може да се надмине овој проблем и ќе може да има одговорност на страна на оние кои што постапувале спротивно на законите. Напоменавме неколку закони, уште што преостанува од реформската агенда што треба да се имплементира во македонското законодавство? Многу закони работи Министерството правда во моментов, како дел од реформската агенда беа и сите оние закони кои што ги тангира платите, пред се на судиите и јавните обвинители, Законот за платите на судиите, Законот за платите на јавните обвинители, Законот за платите на членовите на судскиот, на обвинителскиот совет. Знаете дека и Уставниот суд донесе одлука со која го поништи законската измена со кој се замрзнуваат коефициентите и поради тие причини сега веќе ја ги добиваме тие плати кои што се предвидени со реформската агенда. Во следниот период тие закони се со рок до грейс период до јуни оваа година. Очекувам тие се во владина процедура да се усогласат со Министерството за финансии да се пристапи кон нивно донесување и по однос на не само за платата, Законот за платите на судиите, туку и за платите на јавните обвинители, по однос на Законот за судската служба и јавно обвинителската служба, и тие се во владина процедура, меѓутоа мора да ги усогласиме со сегашните зголемувања на платите на вработените
во јавното обвинителство и судството кои што беа постигнати со колективните договори кои што ги склучија, ќе се овозможи поголема самостојност на јавното обвинителство и на судскиот буџетски совет, кои што во иднина ќе треба да ги одобруваат годишните планови, не Министерството за финансии и извршната власт, туку судската власт, согласностите за вработување, за унапредување, тие ќе имаат обврска само да ја известат извршната власт. Се работи и на многу други закони, законот за судови, законот за Академија за суди и јавни обвинители е веќе во владина процедура, имаше некои законски пречки за нова генерација кои што беа во однос на пропусти, по однос номотехнички, во главно пропусти поради бодувањата на приемните испити. Тие работи ќе бидат надминати, ќе има можност Академијата да распише оглас за нова генерација. Се работи, кажавме, на законите веќе кои што се донесоа и кои што се во собраниска процедура, законот за извршување се работи, законот за нотаријат, законот за пробација, законот за медијација и други закони, меѓутоа особено значајни се процесните закони на кои што се во финална фаза. Веќе денес се одржа и комисиската расправа за прво читање на законот за парнична постапка. Ова е навистина реформски закон, особено во интерес на граѓаните како странки во постапките. Се ја напуштаме она ситуација, состојба која што беше произлезена од стариот закон во кој вештачки статистички се зголемува бројот на решени предмети, односно спрема сега важечкиот закон, судиите гледа начин како да ги отфрлат тужбите поради одредени технички пропусти во составувањето или било што од страна на адвокати. Во овој случај ќе биде надменет тој процес, ќе биде надменет проблемот со вештачењата, кога имаме сериозни злоупотреби во постапките од страна за жал на несовесни вешти лица и огромни трошоци за странките, но и други. Ако навлезиме во детали во законот, ќе треба да посебна емисија. Исто и законот за кривична постапка, кој што треба да го достави на мислење во Европската комисија. Овие два процесни закони се двотретенски, затоа што се регулира постапка пред парнична и кривична постапка пред судовите, меѓутоа се тие значато на реформа која што ќе се случи во судските процеси. Клучното прашање е последно, ама не помалку важно. Законите се менуваат, се усогласуваат со европската легислатива, но колку се спроведуваат во пракса? Тоа е клучното што треба да го нотираме и да го запазиме, кон што треба да се движиме. Квалитетната законска рамка сама по себе не значи дека ќе врати довербата на граѓаните во судството, потребна е нивна имплементација од страна на сите чинители во правосудниот систем, и од страна на судот, и од страна на обвинителството, и од страна на бранителите, и полномошниците, и странките, и граѓаните. Потребно е да ги промениме овие вредности и пред се, најважно е да излеземе надвор од сенките на корупцијата. Мислам дека во големо значат овие реформски закони за големување на довербата на граѓаните во правосудниот процес, меѓутоа мора задолжително да има нивно имплементирање и одговорност поради нивно непочитување. Ви благодарам за гостувањето на телевизија Алфа. Се гледаме, се надевам во некоја следна прилика. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието. Се надевам бевме интересни и го задржавме вниманието во текот на целата емисија. Тука е крајот на ова издание на За или против, а следното е утре вечер во добро познатиот термин веднаш по централните вести на Алфа. Имајте пријатна вечер.